Започна активностите за асфалтирање на улицата 4 јули во населбата Автокоманда во Штип. Овде во изминатиот период истата се реконструираше подземно со промена на водовод и канализација преку јавното предпријатие ИСЕР, а сега се уредува надземно. Градоначалникот Иван Јорданов истакна дека околу 2 милиони денари е вложено само во подземната и нешто помалку од 3 милиони денари за надземната инфраструктура. Вели дека со ваквиот проект се решава проблем кој што во минатото предизвикуваше дефекти на самата улица. Се наоѓаме во населбата Автокоманда на улицата 4 јули. Овде денес се асфалтира улицата која што во изминатите месеци беше реконструирана со промена на подземната инфраструктура, на промена на водовод, канализација преку јавното предпријатие ИСР. Околу 2 милиони денари се вложија во подземна инфраструктура, во промена на фекална канализација и во промена на водоводна мрежа, која што беше застарена со чести дефекти на самата водоводна мрежа и како потреба и барање на жителите. Јавното предпријатие претходно работеше на целосна реконструкција на оваа подземна инфраструктура. Денес овде се асфалтира, се очекува во текот на денот да се завршат предвидените активности за нанесување на асфалтниот слој, за кој што се обезбедени нешто помалку од 3 милиони денари за асфалтирање на истата улица, а веднаш потоа од јавното предпријатие Стипион ќе бидат завршени тротоарските површини кои што се оштетени заради поставувањето на подземната инфраструктура. Со работа се продолжува и понатаму, вели Јорданов, па со големиот дел проекти кои што се предвидени од новиот буџет и со новата програма за уредување ќе се реконструираат низа улици. Временските прилики денеска ни дозволуваат да се влезе со оваа градежна активност, со нанесување на асфалтна маса, така да периодот кој што ќе следи и тоа какви активности локалната самоуправа ќе превзема, во голема мера ќе зависи и од временските прилики, од тоа дали дозволуваат температурата и можноста за асфалтирање и работење. Голем број на проекти кои што се предвидени во новиот буџет и во новата програма за уредување на градежно земјиште ќе значат реконструкција и рехабилитација на низа на улици кои што се предвидени, кои што се ставени во програмата. Продолжуваме со засилено темпо и динамика. Се надевам дека временските прилики ќе бидат наклонети за да можеме да опфатиме што е можно поголем број на улици и јавни површини. Со ваквата реконструкција на самата улица, сега жителите одовде ќе имаат соодветни услови за живот, така што сега покрај што нема да имаат проблеми со водоводната мрежа, тие сега ќе имаат и уредена улица.